Беровските земјоделци повторно алармираат, доколку итно не започне откупот на беровскиот компир, најавуваат протести. Подрумите се полни со домашен компир кој скапува, а на сметка на тоа се увезува поевтин, но и не толку квалитетен. Според нив, токму увозот е главната причина поради која домашното производство останува без пласман. Ако не се организира за да се продае компир, мора протести да правиме да некаде се најде некој начин за продавање. Компир стои, треба да нема увозен компир, да се продае нашиот компир. 15 тона, треба да го фрлиме. Не може да го продадеме. Проблемот, како што посочува Стоилковски, трае со години. Иако реагирале до надлежните институции, тие се запознаени со состојбата. Конкретни мерки за сега нема. Дел од земјоделците веќе ги намалуваат површините или ги оставаат нивите необработени, бидејќи немаат сигурност дека ќе може да го продадат произведеното. 3-4 години е се тоа проблем. Се помалку се сади, не може да го продаш. Сега ќе мора и ако не бива, ќе мора и да не се сади. Големите трговски ланци овезуваат по цена од 20 до 25 денари за килограм, а домашниот беровски компир се продава по цена од 30 до 35 денари, но и со тоа едва се покриваат производствените трошоци. Без сигурен пласман не може да набават ѓубриво, ниту да ги покријат основните трошоци за нова производна сезона. За многумина, компиропроизводството е единствениот извор на екзистенција. За Сител, Трајан Ристовски.